Краставици од Албанија, ориз од Турција, гравче од Азија. Македонските пазари богати, но се увезена стока. Доматите и кромидот се поскапи од ананасите и бананите. Од земјоделска станавме увозно зависна држава. Нивите опустошени, а младите се иселени. Македонија се помалку произведува храна. Нема млади. Многу слабо. Така, Струмица е богата општина. Богата, ама бегат. Улиците не полупразни, на цело празни. Нема што да се работи и тоа што се работи. Нема дека да се продава. Тешко да се живее од земјално, искрено да ви кажем, што сите работи поскапие, ѓубриња, семејски материјал. Освен во Струмичко, незадоволни земјоделци кои едва и преживуваат, има и во останатите делови на државата. Власта не го исполни ветувањето за земјоделство по европски терк. Без сигурен пласман и за гарантирана цена, со извршители кои им дишат во врат, производителите на храна го допреа дното. Помош немаме никаква од државата. Најнешто што се направиле до сега е упропастено све. Ово е срамно и жалосно. Ние само 2 месеци имаме пари. Кој сака нека се фале. Државата на нас ни дава, точно, 5 денара ни дава, а 50 ни зима. Во ако продолжи така, значи нема да остане, значи никој да произведува веќе. На неисчистени канали, руинирани системи за наводнување, манипулирање со субвенциите и зелената нафта, се жалат јаболкарите, лозарите, оризопроизводителите, тутунарите. Сега ни пуштија само 30% и со тоа кажува дека се почнали да исплаќаат. Порано да се вратиме назад календарски, до 6 јануар, односно 5 јануар, ние ги добивавме сите субвенции. Цело лето земјоделците од овчеполието водеа битка за вода. Земјата буквално им гореше од суша, па наместо на нивите, тракторите ги паркираа на патиштата. Ништо нема и од предизборните ветувања во 2020-та за подршка на младите земјоделци до 40 години, кои наместо дома сега создаваат во странство. Мерка за подмладување во земјоделскиот сектор преку создавање услови за мотивација на младите земјоделци до 40 години да останат во земјоделското производство. Само празни ветувања останаа инвестирањата во системи за наводнување, а одветените брани ја направија само кај Конско. Браната на Оризарска река ќе чека подобри времиња. Обезбедување на дополнителни количини за вода за пиење, наводнување и производство на електрична енергија. Завршување на браните на Оризарска река, Слупчанска река и брана Конско. Враќање на старите водостопански заедници. Наместо раст и развој се случува колапс, се намалува производството и посеаните површини, а десеткува неисточниот фонд. И додека власта се фали дека аграрните политики им се во фокусот, годишниот извештај 2023 на Државниот завод за статистика ја покажува реалната слика кај македонските полиња. Од 2020 до 2022 површините посеани со тутун се намалиле за 1500 хектари, пченката за 1600, а на 134 хектари помалку е посаден кромидот.